Значи, овие слики се подсетувам на мојата младост, што со Бадев Никола, што преживеевме. Беме во брак 39-та година. Он беше, се познаваме како деца. И он се разликуваше од децата, затоа што беше музикален, играеше фудбал, пееше, по серенади, по секаде. И кога тасаме како момче и девојче, одевме по серенади, у друштво, на секаден, он пееше, правеше шали, смеи и затоа многу го сака сите. И јас со мојот маж, Никола Бадев, прошета цел свет. И многу градови видов, и он многу беше убаво при мен. И бе горда што имав таков маж. И јас се подсетувам на она време кога јас снимив со него една плоча. Бевме во Белград, во Дискос, и заедно снимивме 3 песми во таа плоча. Тој имаше голем мерак да и јас продолжам по неговиот пат, да пеам. Јас исто така, како млада, имав желба и учествував еднаш на еден концерт во Универзална сала, настап на дебитанти. Таму исто така добив симпатии, меѓутоа требаше да се снимат некои песни во радио Скопје. Меѓутоа, јас бев насочена кон друга струка, економија, и сега ми е жал што не продолжив по тој пат на татко ми, затоа што музиката е стварно нешто најголемо богатство во животот и затоа што и татко ми имаше голема желба да некој од нас продолжи да пее со неговите песми. Богом мила дојде време, јас од тебе да се разделам, јас пак беден, роден сум без крцме, се сомака тага голема. Јас пак беден, роден сум без крцме, се сомака тага голема. Тешка беше нашата разделба, кога тргна во непознат крај, моите солзи патот го допеја. За непознат крај, моите солзи патот го допеја, патот за непознат крај. Дојдов тука како ја
кабанджија. Далеку од мојот дом и крај, срце плаче, нигде среќа нема. Тежо гурбет, туѓа туѓина. Срце плаче, нигде среќа нема. Тежо гурбет, туѓа туѓина. Никола Бадев остави големи траги во македонскиот фолклор, односно неговата песна и неговиот афинитет кон народното творештво, песната која беше весник историја на македонскиот народ. Никола Бадев беше една личност што со својата интерпретација можеше да дочара тие и јуначката народна песна, и лириската, исто така и хумористичната песна како таква. Никола Бадев како таков на концертите организирани во Македонија и надвор од Македонија. Бидејќи многу пати заедно гостувавме, ние во тогавашна Југославија или исто така во диаспората надвор од Југославија, односно од Македонија, во Канада, во Австралија, во Америка, во европските земји, секаде кај што имаше наши привремено вработени или иселеници од Македонија. Тоа се многу радосни моменти. Тука беше секогаш Бадев топло примен, да не речам дека секогаш беа и присутни солзите на тие наши посетители кои се радуваа на животот, кои се радуваа на тоа народно творештво, на текстот од песната и прекрасната мелодија. Се сеќавам исто така овие средби што ги правев негранични со нашата Пиринска Македонија, организирани од двете држави тогаш, Југославија и Бугарија, односно тоа беше во рамките на Македонија. На Црна скала 1975 година од многу илјадна публика, ако речам 15-20 хиљади публика имаше, Никола Бадев 6 пати пееше бис за задоволството на тие посетители, така да навистина човекот остави голем впечаток. Секако дека на сите ќе ни биде задоволство секогаш да го слушаме нашиот Никола Бадев и да се поносиме со него и со нашата на фолклорна историја. Имате моми убави, имате моми убави, а ергениви се глупави, а ергениви се глупави. Имате моми убави, а ергениви се глупави.